Што има ново? Оваа студија констатира дека освен проруското влијание, кое што нели главно доаѓа преку Србија, српски медиуми, И руски сами си го медиуми креираме, во Србија, се креира и автентично внатре во земјава и во него не учествуваат само овие традиционални проруски актери, туку таму во студијата се спомнува и Македонската академија за науки и уметности, и неколку мејнстрим или како да речеме влијателни граѓански организации кои што традиционално биле препознаени како проевропски, и неколку мејнстрим медиуми во кои што се препознава поклопување на овие проруски наративи со наративите кои што ги пласираат тие. Тоа беше шокантно, затоа што, например, тој дел е чисто квантитативен. Колегите од Лондон со докторати, со поддигитална медиумска аналитика, тоа заборев да го спомнам, дека од 2016 кога ние анализиравме фейк ньюс, дезинформација, не знам што е дезинформација, до денес има многу мутирано, заради тоа европската дефиниција, EU дефиницијата е смената денес. Не се колегите од Лондон, значи ги ловат овие keywords и ги стават низ филтрите што ги имавме на актери и на ивенти, прашања, тематики и така натаму. Да речеме, знае дека француски предлог, бугарски предлог, не знам што сето, тоа е у преговарачка рамка и го филтрира тоа и ги има актерите и центар лево и центар десно и некои think tankoви алтернативни предпоставено центар лево медиуми. И само ги собираат дата поинтс ги филтрираат и излегува да се фрапираш. Прво и второ место кој е некој што е очигледен и очекувано и бараме отворен за тој, и некој кој што е на тој завиен начин. Дури го направивме следново за да провериме дали, мислам дека тој график е присутен во студијата, ако не можам после да го приложам. Значи, за да се провери дали е надов вистински точен и прецизен, Оливер, го заборев презимето, колегата од Лондон, едноставно ги тргна right-wing actors. И ја остави мапата пак со истите data points. И остана потполно истата мапа. Со истите дезинформации, со истиот малајн тек на наративот, со буквално скоро да не се смени ништо во мапата, како збореле нашиот центар лево, тука го исклучувам СДСМ како партија, затоа што и владата, затоа што беа пропоненти, нив ги исклучувам. Зборувам за граѓанското општество, медиумите и сличните актори кои ги предпоставуваме дека се центар лево. За левица веќе не е јасно. Патем интересно, левица излегуваат најмаргинални таму во пропагандната, во идентитет, најотворени, ама помали актери се од овие други. Така што тоа се наодите и да, кога го видов извештајот, ја помислев колку личи на нашата студија, таа констатација таму. Очигледно и други студирале, анализирале. Еве пред 2 недели бев на Chatham House средба на European Council of Foreign Relations. На сите им е јасно што се случува кај нас. Добро, ова што ни се случува, има ли шанси во ваква констелација, во вакви услови, каде што е силна таа антиевропска реторика и ова заглавување во идентитетски прашања, има ли шанси во догледно време да се откочи евроинтеграцијскиот процес? Според мене, ако Европа свати дека веќе оставена сама на себе, дека Америка не игра хардбол за неа, и ако Европа примени малку, како се викаше таа булдожер, дипломатија, како беше изразот, го заборев. Значи, сакам да кажам, ако поотворено застанат на тоа, или сте внатре, или сте надвор, може да се смени нешто важно со технократскиот период што го имаат сега, без јасен политички период во се во ова, според мене нема многу да се смени. Тоа е ако очекуваме дека
промената треба да дојде од надвор. Ако очекуваме дека промената треба да дојде од внатре, според мене треба да има јасни критериуми според кои тоа што е кај нас граѓанско општество, тоа што според кај нас медиуми така натаму, тоа што го произведува се филтрира и се гледа јасно на која линија води. Едно е вие да бидете критични, никој не заговара тука цензура, но друго е сите да врескаат во еден ист глас, креирајќи национална параноја и оцрнувајќи цел континент дека се уротил против нас. Мислам, тоа е значи едно и треба да постои филтр да се препознае кои се тие актери кои што ја креираат хистеријата и што е нормална легитимна критика. И ние тука сме, и вие сте ја критикувале и ЕУ и се, ама линијата е јасна. Така што мислам дека додека не се исчисти таа магла на нашата сцена, дека кој актер, каков актер е, дека нема многу да се смени и извини што да задржам само зашто се фокусирам на ова. Затоа што мислам дека само авангардата, да ја наречам условно, значи одредени сили, делови од граѓанското општество, академската заедница, медиумската заедница, само тие ако се искристализираат и ако јасно влечкаат напред со јасна реторика, тогаш добиваме јасна сцена и населението, наш обичниот народ, добива визија, му се објаснува, затоа што народот не е крив дека е фрлен во магла на параноја. Народот верува во таа параноја. Добро, еве оваа магла која што се создава, очигледно не е вистина. Гледаме дека нашиот сосед Албанија, со која што бевме во пакет, нели, за отварање на преговорите, веќе ги завршува поглавјата. Всушност се испостави дека не е точно тоа што го пропагира многумина во својата антиевропска реторика, дека преговорите не може да бидат завршени до 2028 година и да се влезе во финализација на членството до 2030 година. Како да се објасни подобро на граѓаните дека овој евроинтеграцијски процес функционира, барем за нашиот западен сосед? Да, треба само да се потсетат како работеше паранојата за која што зборувам и негативната и рационална перцепција за ЕУ. Ако се сеќавате, кога бевме врзани во пакет, прво перцепцијата беше дека Албанија е назадната и Албанија нас не кочи. Се заговараше можеби делење на пакетот и така натаму. Видете се, значи, колку тоа се доживуваше како common sense, како здрава логика, како ти си наивен ако мислиш дека Албанија е легитимен кандидат и ти со неа. Многу коментира, никогаш нас нема да не примат Македонија и Албанија, ние сме вакви, ние сме, не сакаат балканци како нас и така натаму, кој не прима нас внатре. Значи, тоаш беше тоа наративот. Како и да е скепсата дека тоа ќе биде и Европа лажа, и тогаш доминираше, додека да се одвои пакетот. Еве се одвои пакетот, Албанија се напредува, поголем доказ дека е параноја и дека е ирационално и дека е само емоционална реакција, без здрава мисла, таквиот став, поголем доказ за тоа нема од напредувањето на Албанија. Колозо, ви благодарам многу за овој разговор. И јас ви благодарам за Што има ново? Што има ново?